Добар ден, почитувани гледачи на Автомагазин. Прелетав преку 10.000 километри во еден смер за да дојдам до југот на Африка. После 12 часа летови се најдов во Кейптаун, но за жал не сум тука за да уживам, но сепак уживањето е дел од мојата работа. Ќе уживам во Јужна Африка со BMW серија 7. Овој автомобил е представен пред неколку месеци на светската јавност, но носи извонредно многу пораки во него. Едната е висока технологија, но затоа потоа. Ве поканувам да ги погледнете флеш вестите, а потоа ќе се вратиме во Јужна Африка и на BMW серија 7. Акио Тојода ја напушти должноста главен извршен директор и председател на Тојота. Гледајки наназад, овие 13 години беа период на борба за преживување ден за ден и тоа е моето искрено чувство, рече тој. Сепак 66 годишниот автомобилски ентузијаст нема да отиде во пензија. Тој преминува на местото председавач на одборот на директори. Неговата функција ќе ја потполни Коџи Сато, кој моментално е бренд директор на марката и председател на Lexus и Gazoo Racing. Соочувајќи се со низа предизвици, Тојода ја спроведе компанијата основана од неговиот дедо низ патот до најголем светски производител на автомобили. Секогаш во првите редови и немајки влакна на јазикот ќе остане запаметен по тоа што гласно го кажуваше тоа што го мислеше, често предизвикувајќи бура во автоиндустријата. Славејќи го напредокот, Ауди го представи четвртиот концепт од Сфер серијата, со која наново ја дефинира својата гама. Наречен е Актив Сфер и доаѓа во форма на робусен теренец со исклучителни можности за возачите со активен животен стил. За него од Ауди наведуваат дека е израз на крајна слобода за луѓето кои уживаат на отворено, било тоа да се спортови на вода, скијање, голф, но и за возење на предизвикувачки планински патишта. Audi Active Sphere комбинира впечатлива елеганција со пионерска функционалност и нуди врвна варијабилност за сите активности. Донесува низа идеи и решенија кои се уште се далеку од остварување, како што е можноста да се трансформира од луксузно купе во пикап. Заради сето ова, Active Sphere е најавен како автомобил од следната генерација, со електричен погон и автономно возење. Концептот има и сет големи тркала во контраст со атрактивната каросерија со флуидни линии и тесни, остри, дизајнирани светла. Преполн е со напредни технологии и креативни решенија за поголема практичност, опуштено возење и еколошка одржливост. Со помош на прилагодливото воздушно ослонување, растојанието од подлогата е променливо. За теренско возење може да се големи на 248 мм, а на автопат се спушта, со што се подобруваат управливоста и аеродинамиката. Големите врати кои се отвораат една наспроти друга и недостатокот на централните столбови овозможуваат лесен пристап до кабината. Во неа има 4 единечни седишта кои изгледаат како лежалки со интегрирани наслони за рацете и главата. На покривот на возилото е сместена интересна технолошка карактеристика – 4 поединечни слушалки за комбинирање на реалната и дигиталната околина кои изгледаат како стилски пар очила. Тие на патниците им обезбедуваат пристап до нов свет, можности кога е во прашање интеракцијата на човекот и машината, без потреба од екрани или физички контроли.
ActiveSphere концептот е базиран на новата премиум електрична платформа, опремена со електромотори на предната и задната оска со комбинирани 442 конски сили кои му даваат 4x4 погон. Батериите од 100 киловат-часа кои работат на 800 волти обезбедуваат автономија од преку 600 километри, а на брз полнач за 24 минути може да се наполнат од 5 до 80% од капацитетот. Како и претходните концепти од Sphere серијата, не се очекува директно да еволуира во серијски модел. Знам дека сте нетрпеливи да го видите тестот на BMW i7 што го направивме во Јужна Африка, но ќе ве замолам за уште трпение. Имаме уште неколку скокотливи новости. Откако сите веќе го отпиша, Рено објави дека Espace ќе продолжи да живее. Премиерата на неговата 6-та генерација е најавена за пролетва, но за разлика од досега, место моноволуменец ќе биде спортско корисно возило со 5 или 7 седишта. Espace е добро познато име и секоја негова генерација ефикасно одговараше на очекувањата на купувачите. Затоа е и очигледен изборот на Рено така да биде означен новиот модел. Со него ќе започне ново поглавје во кое тој ќе биде олицетворение на ревитализацијата на брендот, истовремено останувајќи им лојален на претходните генерации. Појавувајќи се пред 4 децении веднаш по Plymouth Voyager, Espace заедно со него го промовираше практично непознатиот моноволуменски концепт на пазарот. Гениалната функционалност и просторноста не само што го направија еден од најуспешните модели на Рено, туку и придонесоа за масовно ширење на овој тип возила низ сите сегменти. Лавината модели што следеа оставија длабоки траги во европската автомобилска индустрија, дефинирајќи еден подолг период во кој практичноста беше поважна од статусниот символ. Основата за се стигна од инженерите на Матра, кои го развија за PSA групата, но кој знае од кои причини тие не го прифатија проектот кој потоа беше понуден на Рено. Одличната аеродинамика што ја имаше и покрај кутиестиот облик, беше основа за уверливи перформанси, а современиот производствен процес за долготрајноста. Секоја генерација што следеше наново се позиционираше како автомобил на своето време, а така ќе биде и сега, кога ќе се пресали во популарниот сегмент на спортско корисни возила. Мислите на ново возило? Одберете возило, Шпаркасе лизинг купува за вас. Вие бирате година, модел, боја, месечна лизинг рата. Ние реализираме Шпаркасе лизинг. Шпаркасе лизинг ги финансира сите видови на патнички возила. Метрополис, број 1 радиомрежа. Tu me fais tourner la tête. Je ferai le tour du monde. Ça ne tournerait pas plus que ça. La terre n'est pas assez ronde. Mon manège à moi. Уживајте во возењето. Новиот Peugeot 308. Уникатни сензации.
На онлайн настан наречен e-Lion Day, Peugeot прецизно и конкретно го најави распоредот за патувањето кон својата електрична иднина. Во него се споменуваат 3 преломни моменти. Првиот е годинава, кога секој модел во гамата ќе биде електрифициран, а вториот следи во 2025-та, кога Peugeot секој модел ќе има своја електрична верзија. Третиот и финалниот е до крајот на деценијава, од кога сите возила на марката што ќе се продаваат во Европа ќе бидат исклучиво електрични. Се покренува и e-Lion проектот со кој се дефинира пристапот кон електрификацијата како добро истражен одговор на потребите на светот што се менува. Тој треба да биде водечката филозофија за задоволување на новите потреби во следната генерација на возилата на Peugeot. Но не се однесува само за електрификацијата, туку е холистички проект, пристап од 360 степени заснован на 5 точки: екосистем, искуство, електрика, ефикасност и животна средина. Што се однесува до електричните модели покрај веќе најавените 308 во хеджбек и караванска изведба и купе кросоверот 408, ќе следат уште 2 нови. Компактниот кросовер E3008 најавен е за втората половина на годинава и ќе биде прв кој ќе ја користи новата платформа на групата. Ќе биде достапен со 3 различни погонски опции, вклучувајќи и верзија со 2 електромотора и ќе има автономија до 700 км. Набргу после него ќе пристигне и нешто поголемиот E5008, за да се премости јазот на оние пазари кои ќе заостанат во поширокото усвојување на електриката. На купувачите ќе им бидат понудени алтернативни погонски решенија. Иако е направена пред се да биде електрична, новата архитектура има флексибилност за сместување на хибридни погонски групи. Нив Peugeot ги најави во вид на нова линија мотори засилени со 48 волтен благ хибриден систем. Сите модели од 208 до 408 ќе бидат понудени со погонски склоп кој ќе се состои од 1,2 литерски PureTech бензинец со 100 и 136 конски сили и 6 степен автоматизиран менувач во кој ќе биде интегриран електромотор од 29 коњи. Peugeot тврди дека новите мотори ќе понудат подобрување на ефикасноста за 15% и автомобилите опремени со нив 50% од времето во градско возење ќе работат во електричен режим. Ова е само мал дел од сеопфатниот e-Lion проект за кој се кажа многу. За оваа прилика ќе издвоиме само уште дека во Peugeot очекуваат во иднина животниот век на електричните возила да биде 20 до 25 години наспроти сегашните 15 колку што трајат возилата со мотори со внатрешно согорување. Во 1948 година Фердинанд Порше го оствари својот сон. Го креираше 356, кој го означи раѓањето на легендарниот бренд и ги постави темелите на успешната негова приказна. Сега, 75 години подоцна, компанијата, гледајќи напред, го слави овој јубилеј одавајќи му почет со концептот Vision 357. Со концептот Vision 357 сегашноста и иднината визуелно се поврзуваат со минатото кое стилски го одбележија препознатливите линии и пропорции на спортскиот автомобил кој имаше 1,1 литарски мотор со едва 40 конски сили. Но тоа нималку не беше пречка тој да стане легенда уште додека се произведуваше. Бројни се деталите кои ја прават неговата едноставна форма толкуускладена и емотивна. Нив и сегашниот концепт ги
ги почитува. Рачките на вратите се скриени во задните странични стакла. Нема ретровизори кои се заменети со камери, додека светлата се вкомпонирани во самите панели на каросеријата. Задното стакло не е поделено, но сите стаклени површини визуелно се споени со црно обоените столбови. Назад се забележуваат двете големи издувни цевки кои се јасен сигнал каков мотор се наоѓа во него. Тој, како и поголемиот дел од механиката, е превземен од 718 Cayman GT4 RS. Сигурно е дека неговите 500 коњи атмосферски истиснати од 6 боксер цилиндри ќе обезбедат незаборавно возење, но и еколошки прифатливо затоа што користи синтетичко гориво. Дефинитивно ова е иднината која сите поклоници на Порше би сакале да ја видат и доживеат, но колкави се изгледите за тоа нема одговор. Додека 356 беше произведен во околу 78.000 примероци, 357 е само дизајнерска студија. Тоа сепак не значи дека не постојат планови да се направи нешто слично за производство. Да се надеваме дека е така. И добродојдовте назад во Јужна Африка. Како што најавив на почетокот на емисијата, во фокусот го имаме BMW серија 7. Седма генерација поред и таа носи револуција, не само еволуција, пред се во низиниот изглед, но многу поважно е што BMW останува доследен на старото школо. Што значи тоа? Во ерата на електрификација и забрзано итање кон батериските електрични возила, BMW нуди дури 3 солуции, а тоа е потполно да се возите на струја, да имате хибриден погон, но со избор на бензински и дизел мотори. Покрај монументалниот изглед на предницата кој веќе наликува на луксузно возило, па дури и биколорноста на каросеријата, оваа каросерија има должина од 5,4 метри. И го гледате и дизајнот на задната страна. Тој е направен да ве подсети дека BMW има многу солуции, не само што се однесува до механиката, туку и до електрониката. За жал на ова прекрасно афричко сонце не може да ви ги демонстрираме сите ефекти, светлосни ефекти што може да ги направи BMW, но изгледот не е се за BMW. Повеќе зборуваме за карактерот. Па кога сме за карактерот на ова луксузно возило, доволно е само да допрете едно копче и веќе ви се отвара прекрасен интериер. И погледнавте како е внатре. Со самото влегување во внатрешноста се чувствувате како да сте влезени во нечий кабинет. Електрификацијата е апостроф на серијата 7, но исто така и електрониката е приказка сама за себе. Ова не е само спортска луксузна лимузина, ова е кабинет или дом на тркала. Тоа го докажува не само просторноста во внатрешноста, не само изработката на сите детали во интериерот, туку и, како што реков, електрониката. Од секоја страна на задните седишта имате тач скрин од 12,3 инчи, кој е голем како еден просечен паметен телефон, а преку него можете да ја контролирате внатрешноста. И што има да се контролира? Па, голем дел од функциите во автомобилот. Пред се можете да ја контролирате дискрецијата во внатрешноста, само со едно притискање на копче. Веднаш се наоѓате во една уште поудобна и поизолирана средина. Ја немате никаквата, односно го немате никаквото влијание од надворешноста. Што се однесува до другите остварувања во интериерот, многу битно и никој до сега го нема вградено, а тоа е големиот дисплеј. Јас ќе ви демонстрирам што се случува. Погледнете само горе.
Од самиот покрив се спушта извонредно голем дисплеј кој има 31,3 инчи диагонална должина, што е рамно на скоро 1 метар. А на него можете да работите, можете да гледате програма и можете да уживате изолирани во патувањето. Седењето е извонредно, но ова е пред се луксузна и бизнис лимузина, а за да таа биде потполна, треба оној што седи на VIP седиштето, значи диагонално назад од возачот, да ја има целата удобност која му е потребна. Затоа се вградени дури 36 масажери на секое седиште за да се релаксирате при подолги патувања. Трансформацијата на просторот трае, да кажеме, околу 30 на секунди, а во неа со возачкото седиште иде скроз напред, се крева потпирачот за нозе и ве спушта во една опуштена положба на телото. Јас не сум навикнат секојдневно да уживам во оваа положба во автомобилот, но погледнете, во оваа внатрешност вие имате скоро простор и да легнете, да одморите, додека вашиот возач ве носи каде што вие ќе посакате. А што се однесува до релаксацијата, ќе се обидеме да се релаксираме со нешто на големиот екран, кој е уникатен во автомобилската индустрија. И сега само треба да изберам она што сакам да го гледам. А веднаш потоа ќе се појави на дисплејот. И нашата омилена автомобилска серија е на дисплејот. Што е интересно за дисплејот? Тој може да има репродукција на слика во висока резолуција, во 4К или 8К. Тоа е на вас да одберете која резолуција ќе ја изберете. Гледате, има разлика и тоа квалитативна и во развлекувањето на самата слика. Но, бидејќи нашата програма е во висока резолуција, ќе ја избереме само високата резолуција. И тогаш сме онака како што сакаме да бидеме. Може да уживаме во патувањето. А после патувањето доаѓа на ред и да ги возиме овие прекрасни BMW серија 7 возила. За жал, секогаш е тешко да се напушти вака прекрасна средина во која треба да се ужива во секој момент, а обезбедено ни е тоа од BMW. За жал, ќе кажам повторно за жал, тука не сум за да уживам, тука сум за да го возам BMW серија 7. Ке имаме шанса да ги пренесеме нашите впечатоци од возењето на електричната, но и на плагин хибридната изведба која носи ознаката 740, значи потполниот со бензински мотор. Од господин сега одам на позиција на возач. BMW 7 е вистинска ризница на електроника и таа е во функција на возачот. Само со едно притискање на копчето, гледате, вратите се затвораат и веќе е време да почнеме со возењето. BMW серија 7 ги има сите опции на моторизација. Бензински мотори, дизел мотори и сите се тие со благи хибриди. Истите мотори ја имаат и плагин хибридната верзија, а врв на понудата е i7. Потполно електричен автомобил со батерија од 101 киловат-час. Што се однесува до возењето, ви го дава чувството како да лебдите над патот. Тоа искуство Rolls-Royce го вика магичен килим, а BMW може да го нарече слободно баваријски килим, бидејќи е толку усовршено да возачот не само што ужива во возењето, туку има и извонредна интеракција со автомобилот.
Првото искуство ми беше со BMW 740, кој е линијски шестак со 375 конски сили. И она што многу ме зачуди е неговата економичност. Со навистина динамично возење постигнав само 10,6 литри потрошувачка, а сите 375 коњи секогаш беа впрегнати на крајот на нивните можности. Сепак BMW напоменува дека седмата генерација на серијата 7 е направена со една малку поинаква филозофија. Како што ви демонстрирав пред да почнам да возам, тоа е ориентирана кон потполно уживање на оние што се возат на задната клупа. Не можам да кажам дека е задна клупа, туку задни седишта, на кои навистина се ужива кога некој друг ве вози. Сепак BMW направи и покрај тоа искуство да биде новата генерација на серијата 7 возачки ориентиран автомобил. Затоа што со неговите 5,4 метри должина се приметува дека се контролира и се однесува како компактен автомобил. Тоа е и поради можноста на задните тркала да ги управувате па радиусот на вртење во градски услови, а исто така и кога возите по свиоци е многу намален и многу е поедноставено возењето, особено управувањето со воланот кое не бара големи вртења. Врвот на понудата реков дека е моделот i7 и покрај неговите 2,8 тони тежина поради огромните батерии кои ги има од 101,7 киловат-часови, тој се однесува како да е 1 тон полесен. Неговите забрзувања се фантастични. Можете да забрзувате како да сте во спортско купе. Декларираните вредности велат дека од стоечка позиција до 100 км на час можете да забрзате за нешто помалку од 4 секунди, што е извонреден податок. И седумка е опремена со два мотори, па така се добива и погон на сите тркала. На предната оска е мотор кој има 285 конски сили, додека на задната оска е поставен мотор од 320 конски сили. Но, кај електричните возила имаме еден друг предизвик. Колкав е дострелот на автомобилот? Со паметна технологија BMW успеа да направи адаптирање на секој тип на возење. Па така, автомобилот сам се адаптира на стиловите на возење, на возачот и се обидува да извлече не само максимална сила и удобност, туку да извлече и максимална економичност. За 2,8 тони тешко возило, а имав шанса да го возам во секакви сценарија, значи на горнини, на долнини, на автопат и во урбана средина, се забележува една просечна потрушувачка од 20 киловат-часови на 100 изминати километри, што е според мене извонреден податок. Може би доаѓа во коализија со официјалните податоци дека има домет од 590 до 620 километри. Со оваа потрошувачка јас би можел да поминам некаде околу 500 километри, што е сосема добар податок. Возењето на i7 е потполно фасцинантно, како да возите спортски автомобил. Сепак, поентата на електричните возила не е да ја цедите силата од нив, туку да го прифатите еколошкиот предизвик за кои се всушност направени. Затоа со i7 јас ке си ги смирам страстите. На почетокот ја спомнав електрониката, а во седмица ја има во изобилие.
Пред се морам да се осврнам на екраните кои се пред вас, а за инфотеймент системот е 14,7 инчен, додека за возачот е 12,1 инчен. Заедно со 31 инчен медија кој е фасцинантен, ова возило има повеќе од 1 квадратен метар монитори. Но тоа не е сета моќност на BMW. Електрониката е стокмена да ви направи едно посебно искуство во возилото, а што се однесува до луксузот, тој е изразен со соработката со прочуената компанија за Кристал Сваровски. Но многу поинтересна работа е што ова 2,8 тони возило можете да го возите како, ќе повторам, компактно возило. Како компактно спортско возило, бидејќи ги има сите предиспозиции на вистински бомбардер со знакот на сино-белиот пропелер. Полека, но сигурно завршува моето возење на BMW серија 7. Овој автомобил е фасцинантен по многу нешта, не само по својот изглед, не само по својата појава, не само по својата технологија која има, туку е едно вистинско BMW, иако е направен да биде и шоферска лимузина, значи да пружи врвно задоволство на задните седишта, сепак BMW останува она што е и возачки ориентирана лимузина. Со своите перформанси никого нема да остави равнодушен, а со цената која е почетна од 139.500 евра се вклопува во милето на премиум сегментот на овој тип лимузини. Но со една напомена, дека BMW влегува веќе во луксузниот сегмент. До гледање.